Власта на ВМРО ДПМНЕ утре ќе се обиде насилно да го врати на седница на Советот на општина Центар криминалниот урбанистички план, односно криминалните урбанистички планови. Целта на ВМРО ДПМНЕ со овие планови се исклучиво бизнис интереси со кои што се додаваат нови фрапантни 420.000 метри квадратни. Од тие бизниси, фирми блиски на ВМРО ДПМНЕ, според пазарните проценки, ќе завршат над половина милиарди евра, односно поточно 630 милиони евра. Плановите не се во согласност со Генералниот урбанистички план. Со нив се предвидува дополнително уништување на водно и замислете, како што веќе кажа градоначалникот, изградба на 10 катници на водно. Свлечиштата на водно веќе почнаа да се спуштаат кон куќите. Токму на ова место на кое што стоиме денеска се случи последниот инцидент, односно се спушти подпорниот зид над градинката како резултат на спуштање на земјиштето. За среќа, во тоа време во градинката немаше деца. Прашуваме, кој ќе понесе одговорност ако не дај Боже настрадаат деца? Кој ќе поднесе одговорност ако не се слушаат советите на сеизмолозите? Кој ќе понесе одговорност за загрозените животи и здравје на скопјани? Вчера раководството на Социјалдемократскиот сојуз имаше состанок со советничката група. На тој состанок председавачот на Советот Мирослав Шиповиќ потврди дека е под невидени притисоци на власта на ВМРО ДПМНЕ да ги поддржи нивните детални урбанистички планови. Самиот Шиповиќ соопшти дека за да се заштити, за да остане на слобода, мора да ги поддржи овие криминални детални урбанистички планови. На вчерашниот состанок во советничката група на опозицијата во општина Центар потврден е ставот на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери дека ќе се спротивстават на дивењето на урбаната мафија предводена од ВМРО ДПМНЕ. Не може граѓаните на Центар и Скопјани да бидат помалку важни од бизнисите на власта на Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Благодарам. Што ги преземете вие сега во врска со Шиповиќ, ке барате од него оставка, ќе го исклучите од партијата? Да почекаме да заврши утрешниот ден да го видиме начинот на кој што ќе се одвива гласањето. Дали веќе станавте опозиција во Центар? Пак велам да почекаме да заврши утрешниот ден, па понатаму ќе. Веќе кажавте дека Шиповиќ ви соопштил дека ќе гласа за урбанистичките планови, значи мнозинството го нема. Да почекаме да заврши утрешниот ден. Дали е вистина дека има раскол во самата советничка група на СДСМ во Центар? Не е освен исклучокот за кој што веќе зборувавме. Дали се готви смена на Шиповиќ од местото председател на општинската организација на СДСМ во Центар? Ме прашувате за огласот? Па и за огласот и општо внатрепартиски. Значи, во рамките на Социјалдемократскиот сојуз се одвиваат статутарни активности за избор на председатели на општинските организации, меѓу кои што е пуштен и огласот за општина Центар. Мандатот на господинот Шиповиќ беше истечен во текот на минатата година, меѓутоа токму заради состојбата во која што беше доведен со неговото затварање, раководството на Социјалдемократскиот сојуз одлучи тогаш да не се изврши избор на председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од причини што човекот беше во притвор. Со оглед на тоа што му истечен мандатот, сега е на слобода, не постојат статутарни пречки да се продолжи со изборот. Станува збор значи за редовна постапка која што се одвива во рамките на Социјалдемократскиот сојуз. Спекулации дека двајца од советниците од СДСМ, односно од коалицијските партии, дека ќе гласаат за деталните планови. Вчера рековте че имале координација. Добро ги нарековте шпекулации. Шиповиќ вчера даде изјава дека немал притисоци на партискиот состанок, кажал дека има. Како го коментира тоа? Да ти го прашате Шиповиќ.